Почитувани граѓани, градоначалник, колеги советници, през основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја отварам 50-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На оваа седница вкупно се присутни 14 советници, со што Советот може полноправно да одлучува. По дневниот ред имаме едно дополнување. Точка број 5. Предлог одлука за измена и дополнување на одлуката за определување на висината на износот на бесплатниот превоз на ученици од Основното општинско училиште Јосиф Броз Тито Валандово и Основното општинско училиште Страшо Пинџор, село Јосифово Валандово, на релации за кои нема обезбеден линиски превоз за учебната 2025-2026 година. Отварам расправа по однос дополнувањето, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истото го ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоено дополнувањето на дневниот ред. Го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Предлог одлука за утврдување на места на кои без надоместок е дозволено да се истакнат изборни плакати. Точка број 2. Предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на општина Валандово. Точка број 3. Квартален финансиски извештај за работењето на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за периодот 1.1.2025 до 30.6.2025 година. Точка број 4. Предлог одлука за давање согласност и овластување за подмирување на долг за испорачена електрична енергија на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. И точка број 5. Предлог одлука за измена и дополнување на одлуката за определување на висината на износот на бесплатниот превоз на ученици во Основното општинско училиште Јосиф Броз Тито Валандово и Основното општинско училиште Страшо Пинџор, село Јосифово Валандово, на релации за кои нема обезбедено линиски превоз за учебната 2025-2026 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предложениот дневен ред го ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоен предложениот дневен ред. Продолжено е со работа по усвоениот дневен ред. Отварам расправа по однос записникот од 49-та редовна седница. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за е усвоен записникот од 49-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Продолжуваме со работа. Точка број 1. Предлог одлука за утврдување на места на кои без надоместок е дозволено да се истакнат изборни плакати. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставан на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на втората точка. Предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на општина Валандово. Со оваа одлука работното време се продолжува за плюс 2 часа на 27 и 28.8. На подрачјето на цела општина. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставан на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следна, трета точка. Квартален финансиски извештај за работењето на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за периодот 1.1.2025 до 30.6.2025 година. Овде е присутен директорот на јавното предпријатие, ќе му дадам збор да даде образложение. Повели, директоре. Благодарам, председателя. Почитувани советници, ова е последниот квартален извештај кој што овој советнички состав ќе треба да го изгласа. Мене ми е многу драго, поради тоа што
овој финансиски извештај е многу позитивен и сме едни од ретките предпријатија во државата кои што од месец на месец имаме се подобра и подобра финансиска состојба. Согласно извештајот, сметам дека сите го имате разгледано и можете да направите споредбата помеѓу изминатите години во предпријатието и тоа што се случува сега во овој квартал. Значи, доколку може да ја видите приходната страна, значи во текот на 2024 година ЈП Комунален сервис имал вкупни приходи од 16 милиони 281 923 денари. Истиот приход за овој 6-месечен период, за 2025 година, изнесува 21 милион 391 727 денари, или имаме зголемување на приходната страна на предпријатието од 5 милиона 109 804 денари, или за 31,36% не се зголемени приходите за овој квартал. Доколку ги погледнете разходите, можете да видите дека имаме многу мала разлика помеѓу расходната страна во текот на 2024 година и 2025 година, или само разликата изнесува 1,66%, а во овој дел тука се вклучени и населеното место Пирава, кој што е најголемо населено место во нашата општина, веднаш после градот Валандово. Тука се вклучени Казандол со водоводната линија, кој што ја преземавме во месец август, значи после овој извештаен период за минатата година, како и сите други обврски кои што ние во изминатиот период ги преземавме како ЈП Комунален сервис. Значи покрај се немаме зголемување на расходната страна. Доколку се погледнат процентот на наплата, имаме кај физичките лица истиот изнесува 84%, кај правните лица изнесува 82%. За овој квартален извештај, значи полугодишен, имаме вкупно остварени или остварена разлика, значи добивка од 3 милиона 488 159 денари, со тоа што комуналното предпријатие, значи оди, како што кажам, во нагорна линија. Сметам дека сите советници овде ќе го изгласате овој извештај, бидејќи ние во нашата општина имаме само едно јавно предпријатие и треба сите заедно да се бориме за него, и кога е во лоша состојба да се погрижиме тој да биде во добра состојба, и кога е во таква добра состојба сите да се радуваме заедно на неговите успеси. Ви благодарам. Доколку има некои прашања, повелете согласно извештај. Благодарам, директоре. Отварам расправа, со збор се јави колегата Тоше, повели. Добар ден, почитувани граѓани, колеги советници. Разгледувајќи го кварталниот извештај од комуналното предпријатие за вториот квартал од годината и изнесените податоци, може да забележиме дека тука се направени споредби од 2024 и од 2025 година. Според мене непотребно воопшто, бидејќи нити се работи за изброј на корисници во 24 година и во 25-та, со оглед на тоа што се преземени и други населени места во комуналното предпријатие, како што каже директорот. Ниту пак цените на услугите во 24 година и во 25-та се истите. Така да, оваа споредба е воопшто непотребна. Кога се алудира на тоа дека комуналното предпријатие е во добивка од 3,5 милиони денари, ние стално на кварталните извештаи и во изминатите години гледаме дека е во добивка квартална, а кога ќе дојде на крајот од годината, гледаме еден огромен минус. Така да ми падна во очи тоа што имаме наплата од 83%, значи соберени се некаде околу 15 милиони 465 илјади денари. Значи толку има наплата во комуналното предпријатие. А расходната страна имаме околу 17 милиони 943 илјади денари. Значи не се работи за добивка, гледајќи ги прибраните средства,
но се работи за огромен минус од 2,5 милиони денари. Вие сега ги споредувате податоците од сметководствена евиденција, кои ще се околу 21 милион денари, а реално не е така. Така да сега кога е тука и директорот, јас сакам да знам колку е купниот долг на комуналното предпријатие, дали воопшто има неисплатени плати или е реализирано тоа. Не знам како е, затоа го прашувам. Така да, ако се грижиме сите за комуналното предпријатие, без да мешаме политика, значи, овие се конкретни работи што ги интересираат сите граѓани. Затоа бе молам да ме одговорите. Благодарам. Благодарам, колега. Збор ќе му дадам на директорот, повели. Благодарам. Значи, почитувам колега, мене ми е искрено многу жал, поради тоа што вие сте на крајот од вашиот мандат и требаше досега да научи дека сите квартални извештаи кои што комуналното предпријатие ги има дадено на овој совет, како и на претходните кога јас бев советник, значи стануваат споредбено со однос на истиот квартал од претходната година. Значи ова не е ништо ново, туку така се работи споредбено изминатите можеби повеќе од 10 години. Што се однесува до цените и до сите работи, треба да знаете дека имаме зголемување и на расходната страна, не само на присходната страна, поради тоа што тука станува збори за покачување на плати на работниците, тука значи дека имаме покачување на плата на материјалите кои што ги набуваме за цевки, пумпи и слично, значи и тие материјали инфлацијата расте, значи не растат само сметките или вие како што кажувате дека ни растат делот на приходната страна. Таа разлика што ја направивте помеѓу 2,5 милиона дека е во загуба, не знам како, исто така требаше да знаете дека тоа што е прикажано на извештаот е тоа што е наплатено, а не тоа што на нас не е планирано да биде наплатено. Значи, ЈП Комунален сервис 83% има наплатено од вкупните сметки кои што на нас ни се дадени до граѓаните и вкупната наплата од 83% изнесува 21 милион. Значи толку имаме соберано. Не можеме на расходната страна да дадеме тоа што не стигнало на нас како сметка и кој што го има во овој извештај, а на приходната страна да дадеме некоја нереална ситуација колку имаме фактурирано. Значи, овде станува збор за фактурирани суми. Не знам која е друга разлика што се однесува до платите, морам да ви кажам дека еве на пример овој месец вработените земаат две плати. Платата се исплаќа редовно, не знам дали и другите институции ја плаќаат толку редовно платата како што ја исплаќаме ние. Ви кажам, овој месец вработените земаа и две плати. Доколку мислите дека не е така, прашајте некој од вработените. Така да тоа е тоа, колку и на вас да не знам, јас имам чувство дека ако ние работиме лошо, вие се гордеете со тоа, а доколку сме добри, повторно пак нешто не чини. Цело време дека нешто не чини. Точно дека има работи кои што треба да се поправат. Јас се согласувам, цело време треба да одиме напред. Ама нешто што е позитивно да направиме слика дека е негативно, јас тоа реално не го разбирам. Пошто тоа што ви кажав, ќе повторам уште еднаш. Ова е јавно предпријатие припаѓа на сите граѓани, не на мене. Формирано од Советот, значи тоа е ваше предпријатие. И ако нешто не е во ред, вие треба први да излезете и да се борите тоа. Не на говорницата, туку директно со дело. Ви благодарам. Благодарам, директоре. Тоа што повели? Директорот не ми кажа колку е вкупниот долг на комуналното предпријатие. Јас сум горд на тоа доколку се исплатени сите плати и вработените немаат за останати плати, до толку подобро. Не знам како увиде директорот дека ние се гордееме доколку е во лоша состојба комуналното предпријатие. Напротив, ќе ни биде мило да има добра реализација, да не се соочи со тешкоти, полесно ќе биде за сите, ќе имаме подобри услуги. Но гледајќи ги податоците, јас гледам дека се споредува сметководствена евиденција со расходи. А наплатеното е 15 милиони 465 хиляди. 83% од 21 милион толку прават. Не знам што не е јасно. Значи, и доколку во иднина 100% наплата вие никогаш нема да имате, така? Ќе имаме застарени долгови, на крај ќе дојде до отпишување
Така функционираме. Колку е правилно, не можам да кажам. Тоа што сум го соучил, тоа го кажам. Ви благодарам. Благодарам, колега, директоре, повелим. Јас се извинувам поради тоа што сум заборавил да кажам, но колку комуналното предприятие има долгови, не можеме да кажем на кварталниот извештај, како тоа се кажува на завршната сметка кога се носи. И тоа не може, поради тоа што ние секојдневно имаме и наплата од граѓаните кон нас и кон добавувачи. Секојдневно стигаат фактури, тоа е нешто променливо сметководство. Како го измислувате тоа, јас ви кажав 21 милион дека се наплатени и тие се реални средства. Очигледно дека нема разбирате, но тоа е тоа. Се надам дека некој друг советнички состав тоа ќе го знае, поради тоа што вие сте веќе на крајот од вашиот мандат. Ви благодарам. Благодарам, директоре. И јас би сакал само една мала забелешка, реплика, односно колега. Значи, политиката е замешана кога е во прашање комуналното предпријатие од самиот почеток на овој совет, бидејќи кога се носеа тешки одлуки за превземање на одредени населени места за покачување на цената, тогаш немавме едногласност. Туку вие бете против за да собирате политички поени, а сега велите дека не треба да мешаме политика и заедно да помогнеме. И второ, еден добронамерен совет, значи како сметководител, немојте да коментирате финансиски показатели кога не ги разбирате. Благодарам. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, третата точка е ставам на гласање. Да гласаме кој е за. Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани? Еден. Констатирам дека со 8 гласови за, 5 против и 1 воздржан е усвоен кварталниот финансиски извештај за работењето на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за периодот 1.1.2025 до 36.2025 година. Преминуваме на четвртата точка. Предлог одлука за давање согласност и овластување за подмирување на долг за испорачена електрична енергија на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Најпрво ќе му давам збор на градоначалникот за образложение. Повели. Благодарам, председатели, почитувани граѓани, почитувани советници. Оваа одлука општина Валандово и пред известен период Советот на општина Валандово донесе ваква и даде ваква согласност и овластување за подмирување на известен долг кој што јавното комунално предпријатие во Валандово го имаше кон Евана и таа спогодба редовно се сервисира. Ова е нова одлука која што Евана поради нивните интерни политики не дозволува одредени спогодби да бидат подпишани директно со самото предпријатие, туку бара и инсистира да бидат склучени со општината, бидејќи тогаш добиваат многу поголема гаранција за исплатата. Ја носиме оваа одлука, а во неа трошоците кои што се направени се од периодот додека се склучуваше претходната спогодба и по пренесувањето на надлежностите на местните заедници, односно водоводи кон Евана, како например населеното место Пирава, кое што имаше одредени долгови кон Евана. Во самата одлука за пренесување стои нели дека тие трошоци по увидот од страна на комисија формирана од општината, од јавното комунално предпријатие и местната заедница ќе ги превземе општината и затоа е оваа одлука. Во суштина, кога се гласаше ребалансот, овие средства се испланирани, а 20 месечни рати покажуваат дека прилика месечно околу 180.000 денари општината ќе треба да сервисира по овој основ. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Да гласаме кој е за.
Благодарам. Дали има против? Нема воздржани. Благодарам. Констатирам дека со 8 гласови за, има против, 6 воздржани е усвоено предлог одлуката за давање согласност и овластување за подмирување на долг за испорачена електрична енергија на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Преминуваме на следната точка. Предлог одлука за измена и дополнување на одлуката за определување на висината на износот на бесплатниот превоз на ученици од Основното општинско училиште Јосип Броз Тито Валандово и Основното општинско училиште Страшо Пинџев, село Јосифово Валандово, на релации за кои нема обезбедено линиски превоз за учебната 2025-2026 година. Отворам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставен на гласање. На гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема воздржани. Нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоена предлог одлуката. Со ова целосно е исцрпен усвоениот дневен ред. Доколку има колеги советнички прашања, поведете. Доколку нема, почитувани граѓани, овде ја затварам 50-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Благодарам.